Шахистот Вело Марковски го запознав во 21. век, иако претходно имав слушано за него дека е веројатно најдобар шахист меѓу лекарите. Тоа ми го кажа мојот лекар, доктор Јордан Чаловски, кој што велеше, кој што голем љубител на шахот, патем речено, тоа практично настина направи покрај тоа што му бев пациент и пријател, затоа што шахот беше токму оној медиум кој што толку не сближи, и разговарајќи за тие игри докторски меѓу лекарите, меѓу универзитетите и така натаму, стално го споменуваше името на доктор Вело Марковски. Многу подоцна практично имав можност да го видам доктор Вело како вистински игра, како настапува, и мене од секогаш ми било тој феномен многу интересен, кога некој човек кој што толку постигнал во својата професионална кариера, а да станеш професор универзитетски, да напишеш толку стручни книги и да бидеш навистина врвен стручњак во својата област, и при тоа така добро да играш шах, тоа е навистина една многу ретка појава, би рекол исклучителна појава. Јас 50 на години го следам македонскиот шах и сум вклучен непосредно во него, и мислам дека познавам само двајца аматери кои што, да речем така, самоуки шахисти, кои што во поодмината возраст шаховска, кои што со толку малку време практично за шаховско образование, а шахот нели се учи цел живот, се учи од мали нозе уште, и треба многу време и посветеност и размислување за да се постигнат некои резултати. Само доктор Вело Марковски, би рекол, во македонскиот шах, и Љупчо Ѓорчев имаат сила на мајсторски кандидат, при тоа имајќи многу малку време посветено на самата игра, како студија, како учење, како едукација и така натаму. Значи успеале, и при тоа и со малку достапни материјали. Да речеме, денес со појава на компјутерите многу полесно е. Има разни програми, има материјал колку сакате, но во тоа време, да речеме во 80-тите, па до негде средината на 90-тите години, вие мора да купите некоја шаховска книга, па сам нели да ја студирате и така натаму. И затоа велам една исклучителна појава. Иако, да речем, во македонскиот шах меѓу лекарите Сашо Симов, кумановскиот лекар, беше мајсторски кандидат уште како многу млад, беше и младински првак на Македонија. Доктор Мартин Ивановски исто така мајсторски кандидат, па и Звонко Џокич би ги извел нив тројца, кои што навистина од мали нозе посветиле многу на шахот и го достигнале тој резултат. А Вело многу подоцна, како тоа го успеал, ја би рекол сам да го прашаме сега и да видиме што ќе ни одговори. А така, значи љубовта кон шахот ми се јави, мислам дека некаде пето деление бев, комшиски шах, оној нели на клупа со комшиите, и многу брзо за неколку месеци почнав, и тоа мислам се работеше за добри шахисти, многу брзо почнав да ги победувам. А потоа тука веќе некаде во гимназија веќе имаше и посериозни за тоа време за мене шахисти. Јане Јаневски беше соученик во друг клас во гимназија браќа Миладиновци во Драчево. Па имавме и гимназијски тим, одевме на некакви средношколски игри, и тука некаде се роди идеја во Драчево, спортски клуб Младинец, во повеќе направија клубови, имаше, го прифатија ССК Младинец, па имаше ракометен клуб, па имаше и се оформи меѓу другото и шаховски клуб. И веќе почнавме да играме во некоја втора македонска лига, одевме по Охрид, Крушево, Ресен, Струга, не знам каде што све сме играле, значи со една голема љубов, бидејќи тоа беше и покрај веќе активностите, веќе завршивме средно, па имаше нели обврски на факултет, а тие патувања беа целодневни, нели од сабајле рано, па со некој автобус или локал. Меѓутоа таа љубов кон шахот и надигрување постојано беше присутна, со тоа што навистина, како што рековте, беше многу тешко да се напредува во шахот без учител, шаховски мајстор. А впрочем, мислам дека и во Македонија ние не стигнавме подалеко од титула интермајстор додека не излегува компјутериве, бидејќи нели државите каде што има јаки велемајстори учители, лесно по тоа децата, некој од тие деца талентирано ќе стигне до титулата велемајстор. Така да мислам дека секогаш наоѓам време за шах и скоро да не поминува ден, барем на сега на базиве да не одиграм по некоја партија шах. И меѓу другото игравме и сериозни партии кои навистина беше
многу тешко да бидеш и лекар, специјалист и да одвоиш време. Јас од одморот, од годишниот одмор, нели, двоевме време за да, кога игравме надвор од Скопје, да играме на турнири, така да играв 3 до 4 тие меѓународни турнири ги имам во Кавала, тие беа така поврзани со одмор, каде што имаше по 300-400 играчи со присутни по 80 до 100 велемајстори, на неколку првенства на Македонија во Струга, првенства на Скопје, забрзан шах, викенд темпо и така натаму, така да постојано и со едно друштво во тој ССК шаковскиот клуб Младинец игравме од денешните актуелни, ние Гоце Илковски играше тогаш на Младинска заедно со Кировски, мислам беше, па Јане Јаневски, мислам Сарчевски, Бошко Милошевски, Моне Андоновски, покојни беше еден исто многу силен шахист, само кој секогаш играше само со пиони и на крај ги добиваше партиите. И јас играв во таја, во младинците имаше Драгица, неколку години играше и веројатно еден од посилните македонски шахисти Душан Давчевски, нели неколку пати беше државен првак. Така да, значи, мислам дека скоро да немало период или година да не сме играле на некој турнир. Мислам дека последниве 2-3 години веќе снемуваме, бидејќи шахот е една од најтешките спортови, ако го наречеме спорт. Не постои друг спорт каде што играш 9 дена, секој ден, а секоја партија трае до 5 до 6 сати, и каде што можеш, не постои спорт каде што може аматер да победи професионалец, тоа може во шахот. Нели, како што се случува, бидејќи во тенис, во пинг-понг, во други спортови можеш да му земеш 1-2 поена, меѓутоа не можеш мечот да го добиеш. И од друга страна, многу одговорен е шахот, затоа што можно е, нели, кога си концентриран да одиграш одлично, како велемајстор, да одиграш 4 сати, 5 минути да ти падне концентрација и сето да отиде во ветар, и затоа шахот не е многу благодарен за професионално занимавање. Од друга страна, тие што се занимаваат професионално е многу проблем, бидејќи ако играат еден турнир 10 дена во еден град, последниот турнир им е, да речеме, Рим, па идат во Милано, па потоа одат во Париз, и всушност цела година се во друг град, немаат време всушност за семејство, за пријатели и така натаму. Една многу тешка и до перфекција спорт во кој се вежба веројатно најмногу. Веројатно не знам у кој спорт друго, веројатно и децава работат по неколку сати, 5-6 сати секој ден. И да, веројатно тука сега тоа што го спомнавте ние, бидејќи немавме подлога од деца за тие пред се завршници, така да некои од фазите како што се отварања, мислам дека солидно ги имам совладано. Тука во средишницата веќе доаѓа до израз повеќе, нели, личните карактеристики, интуиција, логика тука е поврзана, предвидување, психологија, противникот што ќе изигра, што нема да изигра. И на крај секогаш ни се проблем кој ќе дојдеме завршници, каде што појаките играчи, нели, веќе тоа им е научено како наука, а ние треба да размислуваме, а кога ќе останат помалце фигури на шахот, веќе имаме многу повеќе можности и варијанти, е многу потешко. Да, практично средишницата всушност остава и најмногу креативен простор за шахистите и е најинтересната фаза практично од шаховската игра. Завршницата е повторно многу тешка, затоа што има многу екзактни знаења што се потребни, а друго исто така многу треба да се пресметуваат варијанти, многу можности. Некои оние што играат слабо мислат дека завршница е најлесно да се игра, а всушност е најтешко и бара најмногу знаење, и исто така не е предност тоа што завршницата доаѓа на крајот на партијата кога веќе сме истрошиле многу сила во средишницата. Но јас пак ќе кажам, и вие, па и Љубе Ѓорчев, така добро играте средишница, натуршпилери, така има еден германски израз за природни таленти во шахот, кои што природно добро ја разбираат играта и добро го поврзуваат отварањето со средишницата и имаат планови и
идеи. Да речеме, иако може би помалку партии сте виделе и така натаму, но навистина тоа е импресивно. Ние се запознавме и игравме во ист клуб, впрочем, кога Гамбита Секо се стана прв пат шампион на Македонија, во многу силна конкуренција на Алкалоид, кога Гамбита Секо ја освои титулата, да речем, со собствени сили, наспроти Алкалоид, кој што беше засилен од таа година со Ернесто Инеркиев, многу силен руски велемајстор, па со Зденко Кожул од Хрватска. Успеавме да ги победиме, потоа отидовме заедно во Калитеа во Грција на Европскиот клубски куп. Тогаш, нели, за Гамбита Секо настапува Орце Данчевски, Маријан Митков, Зоран Стојчевски, јас, Љубиш Андоновски, Сашо Симјановски и Љубо Илич и Сашо Симјановски, и вие бевте доктор Вело Марковски и Владимир Владимиров. Тоа беше екипата на Гамбита Секо се, што заврши државни прваци, а достојно се представивме и на Европскиот клубски куп, каде што повторно со Алкалоид се сретавме во првото коло, а и таму беше нерешено 3-3. Навистина имаме незаборавни спомени и би рекол, но доктор Вело Марковски почнува да игра на турнириве и навистина има добро творештво. Има, ја не знам некој друг, да речем аматер, затоа што сепак јас вас ве сметам за аматер шахист. Сепак, значи, не можам да ве ставам во рангот кој што постојано од деца се присутни во шахот и постојано играле турнири. Туку дори професијата нели има врски многу. Се разбира. На повеќе од 2 турнири годишно. Така, па и тоа би рекол дека едва, но зборот ми беше дека не познам друг шахист кој што имал толку скалпови, да речем така, против силни шахисти, против мајстори, интернационални мајстори, па и оваа партија што денеска ќе ја покажам, за да го покажам творечкиот опус на доктор Вело Марковски како шахист, е извојувана над велемајстори и во тоа една многу издржана партија, прекрасна партија, која што ќе ја погледнеме, се разбира. Така што, иако возраста не ни оди во прилог како што проаѓаат годините, но сепак доктор Вело Марковски ден денеска игра многу силно и може да биде пример и за младиве генерации дека шахот, затоа што шахот е страшна пасија, страшна љубов и создава зависност, дека шах навистина се игра цел живот и може добро да се игра. И не само тоа, него велат дека, еве сега кога ја поврземе со медицината, дека единствено меѓу шахистите нема луѓе кои што заболеле и така го загубиле и животот од оние болести како што се Алцхајмерова болест и таа другата што е соседна до неа, како се викаше, да. Склероза. Што е поврзана со деменција. Значи, го држи нашиот мозок постојано во добра кондиција, мислата бистра, брза, јасна и воопшто, значи, не само што е добар спорт, односно игра, тоа е практично најдобра игра што човекот ја измислил, а што се игра на маса, и кое што толку добри ни дава и такво задоволство. И навистина, затоа што е неблагодарно, треба концентрација 5 часа, затоа што се може да се фрли низ прозор за 5 минути, како што рековте, бара концентрација, но затоа задоволството од убаво одиграна партија, од она каде што идејата ваша победила, тоа е она што шахистите, значи, ги прави срекни и ги мотивира и понатаму да играат шах, би рекол. А сега, ако немате ништо против, би ја покажал таа партија, што мене ми остави силен впечаток. Јас сум видел и други ваши партии, например со Љубомир Илич 2 пати сте победиле многу убаво, еднаш во француска одбрана, прекрасно, каде што он прави една позициона грешка, Г3, тоа беше доволно. Со Велески Роберт, па имате и некои добри ремиња, нели, и тоа, но оваа партија, особено мислам дека е карактеристична за вашиот стил, играна на Карпо Шопен 2015 година, во Александар Палас, чинам се играше турнирот, против францускиот велемајстор Јонатан Дуре Расу. Да, Дуре Расу, играна на 27 март 2015 година и токму таа партија сакам да ја покажам како типична за вашиот стил на игра и за вашиот начин како ви играте шах.
Значи, вие сте со бели фигури, се игра сицилијанска одбрана, чии воведни потези се Е4, С5, коњ F3, коњ C6, коњ C3. Тука, ако имаме, значи, од претходни искуства знаев дека подобрите играчи секогаш бираат, нели, се работи за некаде 500 поени рейтинг разлика, но они секогаш бираат сицилијанка, бидејќи им дава многу шанси за победа, нели? И претпоставував, бидејќи во прво коло нема припрема, нели? Во другите кола знаеш со кого ќе играш. И втора работа, нели, на приметив дека појаките играчи некако не им лежи затворена сицилијанка. И затоа во тој момент го играв, нели, скакачот на C3. Па коњ C3 е еластичен потек затоа што после дозволува зависно од црниот како ќе игра, а тој на пример во оваа партија игра D6. Сега белиот може да игра и ловец B5, ако сака може да игра и G3 потез, значи има поеластично продолжение и му дозволува на белиот повеќе опции, а му поставува на црниот малку повеќе прашања, се разбира. Но сега после D6, ако да речеме белиот продолжи G3, црниот може да игра и E5 па да зафати полн центар, затоа сега по D4, CD4, коњ D4 имаме као транспозиција, односно повторно класичната варијанта Рихтер-Раузер, така наречена по руските мајстори Рихтер и Раузер. Таму таа варијанта датира негде од 40-тите години на минатиот век. И потегот ловец G5 се смета и ден денеска за најперспективно продолжение во оваа позиција. Дури и Фишер во мечот против Спаски го превзема потегот ловец G5 во една од партиите од нивниот незаборавен меч за светската титула 72 година, откако немаше успех со продолжението ловец C4, што е Созинова варијанта во оваа класична сицилијанска одбрана, но после ловец G5 E6, сега вие се решивте за овој малку помирен потек ловец E2. Значи, решивте да играте за мала рокада, што е посигурен начин на игра, отколку со хетерогени рокади. По ловец E2 следи ловец E7, мала рокада, и сега потегот А6, типичен во сицилијанска одбрана, за да се спречи коњот D на B5, затоа што слаба точка кај црниот е пешакот на D6, дама D2, H6, ловец H4, мала рокада, топа D1. Веќе е јасно дека доктор Вело сака да направи притисок против пешекот на D6. Црниот продолжува нормално со развојот ловец D7 и сега тој е овој важен потек, а тоа е потегот коњ B3. Коњ B3, сега гледаме, имаме позициона закана, ловец F6, затоа што само ловецот од D7 го брани пешакот на D6, но црниот се надева на двата ловци и на компензација во силниот црнополен ловец. Следи дама B6, ловец F6, што е поврзана со целата претходна игра. И карактеристично е за доктор Вело што тој игра според план, значи не игра случајни потези и особено е добар кога има иницијатива. Значи, точно секогаш активен потек како што треба и она што го бара позицијата. Дама D6, значи белиот има пешак повеќе, а црниот се надева, велам, на компензација со двата ловци, особено црнополниот ловец. По дама D6, црниот игра природен потек, топ од А на D8. Ние денес имаме привилегија да се консултираме со силните шаховски програми, да видиме каде е нашиот противник или ние сме можеле да играме подобро, и тука компјутерот сугерира дека најдобар потек во оваа ситуација е ловец E8, што воопшто не е лесен потек, патем речено. И ако белиот продолжи како во партијата, а компјутерот вели дека тоа е и најдобро, со коњ А4 би следело дама А7 и на дама C5 сега тој важен потек B5. И сега се гледа зашто е ловецот важен на E8, за да го брани коњот на C6 и да се овозбежи овој потек B5, по што на коњ B6, ловец E7 би следело форсирано повторување на потезите дама E3, ловец G5, дама C5, ловец E7 и партијата би завршила со повторување на потезите. Но се разбира кога
Наспротив вас седи играч кој што има повеќе од 400 поени помалку и кој што вие сосема непознати е без титула, вие сте играле во прво коло, каде што таков е системот швајцарски да игра фаворит со аутсайдер, условно речено, тој се разбира дека мисли на победа, а не на повторување на потезите. Затоа се враќаме на партијата топо дана D8 и сега најдобар начин како треба да се игра, малку е ослабен тука на црните полиња и веднаш коња 4 и поставуваме прашање на дамата која што има само едно поле, дама А7 и веднаш дама C5. Значи старото правило вели кога имаш материјал повеќе, па дори пешак, треба да ги менуваш фигурите или да го натераш противникот да направи отстапка избегнувајќи ја таа замена. Така и овде дама C5 мора дама B8 и сега тој коњ стигна да дојде на B6, а црниот не се ослободи со B5. Сега го напаѓаме ловецот и ловецот доаѓа на C8, макар што беше подобро повторно да дојде на E8. Но по ловец C8 да се разбере дека мора едната страна да прави одредени грешки за да ја загуби партијата. А во оваа наша партија што ние ја гледаме, тука црниот прави само непрецизности, не прави директни грешки и дотолку повеќе е вредна оваа победа и оваа партија. По ловец C8, C3, одличен потек, го ограничуваме и коњот на C6 и ловецот на F6 и добиваме точката D4 за наша полза, дама F4. Оваа дузина на неколку потези сега се најдобри според компјутерот. Значи, партијата е многу издржана. Дама F4, сега дама E3, повторно сакате замена или отстапување, дама C7, топ D8, топ ловец D8, коњ C8. Сега таа предност, она на што црниот се надеваше ловчева двојка или ловечка двојка, исчезна, дама C8 и сега се повеќе се чувствува тој пешак. Но повторно, затоа што црниот нема проблеми со структурата, нема слабости во структурата, треба тешка работа за тој пешак да почне да се чувствува. По дама C8 играта тече вака. Топ D1, топот на отворената линија, дама C7 и сега повторно G3, полезен потек, затоа што кога противникот има црнополен ловец, ние правиме вентил за кралот, точно со пешекот на црно поле, значи се според науката, ловец E7, коњ D4. Овој коњ всушност е јунак во нашата партија, затоа што ќе ја помине целата табла, почнува на F3, на D4, на B3, сега се враќа на D4 и ќе видиме какви бравурози ќе изведе до крајот на партијата. Коњ E5, крал G2. Значи белиот малку по малку подобрува и го остава црниот пред своите проблеми како да се неутрализира тој пешак повеќе. Добро игра и црниот, збор нема за тоа, топ C8, го активира топот, F4. Ова е малку одговорен потек, но ако не се превземе одговорност како да се добие партијата, нели? Коњ C4, дама C4. Сега имаме малку изменета ситуација, каде што белиот има коњ, а црниот ловец, но додека се тешките фигури на табла, црниот има контраигра. Коњот повторно се враќа на B3 за да ја заштити слабоста на А2, иако тука заслужуваше внимание и потегот А3. Тоа е можеби единствениот момент каде што белиот можеше да игра подобро, но коњ B3 е исто така природен потек. Дама А4, сега дамата веднаш напаѓа на А2, но доктор Вело Марковски игра топ D2, ја брани точката B2 и е подготвен на дама А2 да дојде со дамата на B6, од каде што ќе си го брани коњот и ќе го напаѓа пешекот на B7, а исто така сега и топот понатаму ќе може да го користи тоа поле D7, а дамата директно да нападне на B7. Црниот не се реши на тој чекор, тој одигра правилно E5. Значи се спротивстава во центарот затоа што белиот сакаше да игра E5 и така ќе го ограничеше сосема ловецот, значи за да дојде до здив и до одредена контраигра, црниот игра E5, што е одличен, најдобар потек веројатно во оваа ситуација, затоа што сега ќе се смени повторно пешачката структура. Белиот не сака да оди напред со пешекот на F5, затоа што црниот ќе го добие одличното поле G5 за својот ловец. И сега ова е всушност најтешкиот дел од партијата. Тука се крши партијата и тука имаме вистинско надигрување.
и му служи на чест на доктор Вело како понатаму ја води својата војска во оваа ситуација. Конј C1, EF4, тоа е потек за контраигра, GF4, затоа што сега белиот крал е до некаде ослабен и белиот мора исто така да внимава. Ловец C5, дама D3, добар потек, контрола на отворената линија, топ E8. Црниот од своја страна се обидува да направи контраигра против E4 пешекот, крал F3. Првиот светски шампион Штаниц рекол дека и кралот е многу силна фигура, не само во завршниците, туку честопати и во не само во завршниците, туку честопати и во средишниците. Значи крал F3, кралот помага за одбрана на E4, дама C6. Сега дамата бара простор на другата страна, конј B3, но белиот доби мало интермеца за да го врати конјот во игра и сега тука доаѓаме до последниот критичен момент во оваа партија. Ловец А7 е добар потек, дама Д5. Тука е таа грешка решавачка што ја прави црниот и потоа веќе нема да има шанси да се поправи. Значи тоа е 35-тиот потек, 5 потези пред крајот на контролата и црниот требаше многу внимателно да маневрира со својата дама. Најдобар потек, единствен, кој што му дозволуваше да да остане во партијата, беше потегот дама G6 на ова место, затоа што сака да влезе со дамата на G1 и тогаш ќе има добра координација меѓу топот, ловецот и дамата на трите фигури и ќе се заканува со дама G1, белиот би морал да игра топ G2 и дамата да дојде на F6. И тука црниот ја одржува динамиката на играта и има шанси, речиси рамноправни шанси во натамошниот тек од партијата и би било многу тешко за доктор Вело да ја добие оваа партија. Но, нели, повторно ќе речеме, треба црниот некаде и да погреши, а погреши единствено на ова место директно со потегот дама B6. Исто идејата му е да влезе на G1 со дамата, но тоа требаше да го стори преку полето G6, преку G линијата, затоа што сега по коин D4 доктор Вело ја затвори чувствителната диагонала и веќе црниот ке нема можности за контраигра. Следеше ловец B8, уште еден силен потек за овој коњ кој што веламе јунак во оваа партија. Коњот сега од C1 во 3 скока дојде на супер агресивното поле F5. Според поранешниот светски шампион Гари Каспаров, коњот кога ќе дојде на F5, тоа е речиси како еден пешак плюс. Толку агресивна и добра положба е за коњот во најголем број позиции. Дама C7 нападна на F4, но E5. И сега тука црниот е веќе, би рекол, спакуван, нема никаква контраигра. Тука ми понуди реми. А тука понуди противникот. Тоа е типично. Реми, виде дека ќе изгуби партијата. Прво, значи, тоа е кај силните играчи. Тоа се вели, имаше една изрека, вика, ако некој руски велемајстор ти понуди реми, значи, задолжително да го одбиеш. Воопшто немој да размислуваш. Значи, тој ќе ти понуди реми само кога ќе биде сигурен дека никако веќе не може да ја добие партијата, а ќе има проблеми да го направи тоа реми, или можеби при добра игра и нема да може. Така е и човеков овде помисли, младиот човек, 26 години имал тогаш францускиот велемајстор Дураресу, значи во зенитот на кариерата сватил дека тука нема никакви шанси веќе никако, затоа што да го излаже, да речеме условно така, народски белиот, односно доктор Вело, и значи понудил реми на доктор Вело, вика не, тука овдека ако оваа партија се не, ако ја добијам, нели ќе биде една од најбавите партии во животот, ако ако не ја добијам, тогаш тој си го заслужил тоа реми, ама јасно е дека не може да се ова, иако се може во шах да се изгуби, на оваа партија не може. Крал H7 и сега повторно дама D7. Сега веќе тоа е практично напад на замена на дамата и напад на топот, значи доаѓа до форсирана замена на тешките фигури и тоа значи завршница коњ против ловец. Топ C8 и коње 7. Одличен потек, го напаѓа топот и изнудува замена под своји услови. Значи, изнудено е дама D7, топ D7 и сега повторно топ C7, за да не го загуби и пешекот на B7, топ C7 и ловец C7. Значи, веќе е 42-иот потек, тоа е два потези по контролата.
позицијата се разјасни, имаме сега завршница каде што коњот доминира над ловецот заради структурата, каде што белиот крал е активен, црниот е во аут и каде што белиот има јасен мајоритет на дамското крило. Да ја видиме техничкиот дел од партијата. Инаку само да напоменам дека по 40-тиот потек обично се добива уште половина час до крајот на партијата и шахистот треба да е доволно способен и силен за да може да реализира ваква материјална предност или било каква предност во завршница за тој половина час. Значи за тоа треба умешност и знаење и сила. По ловец С7 централизација. Едно од основните правила во завршници е прво да се наместат тие малку фигури што се останати на таблата, во нашиот случај кралот и коњот на најдобрите позиции, а потоа да почнат да се движат пешаците. Значи прво фигурите, има едно поглавје во една позната шаховска книга, вика King First, значи прво кралот, а потоа се што треба понатаму. Така и тука крал е 4, G6, црниот не може да го извади кралот, инаку сега коњ D5, темпо го напаѓаме ловецот. Друго возможност беше тука коњ C8 со идеја коњ D6, тоа беше малку подобро, но тоа не го менува карактерот на играта, коњ D5 го напаѓаме ловецот, ловец D8. И сега повторно имаме една ситуација кога коњот го контролира ловецот, каде што има две полиња меѓу нив. Во некои други ситуации, например ловец на D5 против коњ на D8, таму ловецот доминира и го контролира коњот, а овдека е баш како треба за нас, нели, А4 е сега кога двете фигури се централизирани на најдобри полиња, почнуваат пешаците, мајоритетот да се движи за да се направи слободен пешак. А4, крал Г7, Б4, крал Ф8, Ф5. Тоа ќе ни доприноси уште малку да го подобриме кралот, затоа што црниот мора да замени во спротив на F6, па тој ловец ќе нема воопшто ни кислород, да речам така малку, да се изразам и јас сум медицинска терминологија, ако можам така. Gf5, крал F5, крал E8, коњ F6 шах. Многу точен потек за да го вратиме кралот таму кај што беше назад, затоа што не може да дојде во центар на E7 заради коњ G8 шах и коњ H6, тоа ќе го чини уште еден пешак, затоа мора крал F8, коњ D7 шах, за да дојдеме со коњот на C5 и да ги нападнеме двата пешаци и со тоа практично партијата е при самиот крај. Крал E7, коњ C5, белиот го освојува и вториот пешак, B5 и сега школски потез А5, а А6 пешакот, нели, така јас ги учам малите деца, викам не е зајак да избега, прво ќе ја фиксираме слабостта на противникот, после ќе ја уништиме, значи А5, точен потек, крал Е8, коњ зема на А6, крал Д7, коњ С5, повторно назад, крал С6 и сега коњ Е4. Гледате овој коњ, целата табла ја заврте и страшна работоспособност покажа. Сега да речеме, ако кралот дојде на D5, тогаш коњот доаѓа на D2, може да направи бариера, а може и веднаш да тргнеме со А6 пешакот, значи ловец H4, H3. Белиот го има целото време на овој свет, нема потреба ништо да брза, затоа што не е од форсиран карактер, значи полека, H3, H5, крал F4. Сега кралот е заврши својата работа на F5, тој доаѓа да им помогне на своите слободни пешаци, каде што имаме мајоритет, ловец D8, коњ D6, нападнавме и на F7, F6, коњ F5. Сега коњот повторно доаѓа на D4, повторно со двоен напад на кралот и на пешакот B5, ама тоа црниот не може да го спречи. Ловец C7, коњ D4 шах, крал D5 и коњ B5. Сега имаме три врзани слободни пешаци, F5, крал E3, ловец D8 и на крај елеганција, тактички, A6, кралот или ловецот мора да го блокира тој пешак, ловец B6, шах, крал D2, крал C6, кралот мора во квадрат на А6 пешакот, А7, крал Б7 и сега С4. Сега С пешакот оди напред, ловец F2, С5, го затвори ловецот и на крал А8, затоа што белиот се закануваше С6, крал А8 да го безхрабри, но сепак С6 и еден од двата пешаци оди во дама, односно мора ловец А7, коњ А7, крал А7, Б5, два врзани и
Дори тука францускиот велемајстор го призна својот пораз кога виде дека било никаде не мисли да сгреши. Значи техниката беше исто така впечатлива. Еве би рекол дека тоа е една типична партија за доктор Вело Марковски, за неговиот талент практично, и тоа во многу издржана партија со силен млад француски велемајстор. Значи под оваа победа би се подпишале ја верувам дека и најсилните македонски шахисти. Така, само да додадам дека францускиот велемајстор Джонатан на крај на турнирот сепак беше, мислам дека 10-ти, многу добри партии по тоа пружи. И на крај сакам да се заблагодарам, нели, на шаховскиот, на најдобриот и најпознатиот македонски коментатор шаховски Љубиша Андоновски, или Фиде Мајстор. И морам да констатирам, се надевам дека оваа емисија можеби ќе помогне. Значи, ние во моментот сме во некаква шаховска ренесанса, имаме многу турнири, имаме многу светски првенства во Македонија, една екипа на ентузијасти во шахот, и многу шаховски школи, меѓутоа за жал замреа овие емисии на шаховски коментари кои беа многу популарни во минатото, и се надевам дека некоја од сега приватните телевизии ќе најде простор да повторно вклучи шахот, да биде не само присутен во шаховските школи, туку да биде и во шаховските домови преку телевизиите. Да, затоа што сепак телевизијата е се уште најмоќен медиум, би рекол јас, иако нели денес социјалните мрежи, односно YouTube, исто така нудат прекрасни содржини и практично шахот никако не може да го најде своето место и на телевизиите, иако всушност тоа би било македонско производство, тоа е број 1, и број 2, тоа е сепак и има едукативен карактер. Не е тоа само спорт, спортски резултат, тоа е дел од спортот, спорт и шах, но исто така едукација. И нели, јас бев 7-8 години шаховски коментатор, луѓе со години потоа на улица ме препознава и прашува: мајстор, зашто нема повеќе коментари, така на тоа. А денес особено кога имаме шах во училиштата како изборен предмет и многу деца од најмали нозе за среќа почнуваат да учат шах, кој што многу ќе им помогне понатаму во животот и во својот развој и во својата професија, тоа го покажале студиите. Значи ќе сигурно дека ќе имат и публика, таа емисија би имала, освен тоа што нели би имала и забавен карактер и едукативен карактер, но да се надеваме дека ќе дојдат и тие денови.